Добар ви ден, драги мои дечиња, јас сум учителка Радка Блажевска и доаѓам од градинката 8 март од Скопје. Денеска, драги другарчиња, сакам да се запознаеме со зајакот и ежот и со нивното пријателство во шумата. Па да започнеме. Топлото сонце греело над шумата каде што зајачињата си играле. Тогаш еден зајко скокнал, по него и друг, па трет и така натака. Зајакот Бани се скрил во грмушката. Си најде уште еден нов пријател. Тоа беше ежот. Здраво, му рече Бани. Дали сакаш да си играш со нас? Го праша Бани ежето. Но ежето си ја наведна главата и се стутка во бодликава топка. Тогаш зајакот Бани си помисли дека ежето не сака да си игра со нив и се наташи. Бани си помисли дека треба да го развесели ежето. Така Бани нашол меко пирдовче и го скокотнал ежето. Ешко се насмеал од скокоткањето, но Бани не го слушнал. Па Бани решил да му најде на Ешко нешто сладко дечиња за да го развесели. Бани скокнал во грмушките и му набрал капинки. Тогаш му ги подарил капинките на Ешко. Но Ешко, драги другарчиња, повторно не се мрднал. Капинките, не ли ти се вкусни, Ешко? Го праша Бани Ешко. Но Ешко повторно ништо не му одговори. Бани не знаел што да направи и затоа се затрчал ке неговиот татко и го прашал. Тато, зошто Ешко не сака да си игра со мене? А јас сум толку многу добар со него. Тогаш таткото на Бани му одговорил. Почекај, Бани, може Ешко е исплашен? Тогаш Бани истрчал и отишол да си игра со другите зајачиња. Иако зајачињата скокале и си играле, сепак Ешко го немало со нив, драги другарчиња. Иако поминал Бани многу време, играјќи се со зајачињата, сепак мислите во неговото главче му биле кај Ешко. Бани повторно го прашал Ешко. Ешко, сакаш ли Ешко да си играме заедно? А Ешко му одговорил конечно, драги мои другарчиња. Здраво, Бани. Да, сакам да си играм со вас, одговорил Ешко. И така, драги другарчиња, тој убав сончев ден, малите зајачиња и Ешко си играле во гората. Ешко и зајачињата биле среќни, бидејќи имале нови пријатели. Бани, Ешко, а Ешко си го имал Бани. Драги мои дечиња, денеска, значи, ја научивме приказната за Ешко и за зајчето Бани, кои што во гората станале нови пријатели. Што заклучивме? Дека за убаво, среќно и сложно пријателство нема граници. Мора да сме упорни доколку сакаме нашите пријатели заедно со нас да си играат и да бидат среќни, а не да бидат сами и осамени. Значи, ако имаме ние многу пријатели, сепак новите пријателства се добри за нас. Ајде сега да повториме што ние научивме денеска. Значи, мисли и одговор смисли.
како се викаше зајачето. Каде го најде Бани свој пријател и кој беше тој пријател? Што имаше Ешко на своето тело? Дали Бани и Ешко станале пријатели? Каде живееле Бани и Ешко? Сега, мој пријателчиња, другарчиња, сакам во вашите домови да изработите ешиња. Материјал кој што ви е потребен за изработка на овие бодликави ежиња се компирче и чепкалки дрвени. Значи, компирчето ќе представува телото на ежето, а дрвените чепкалки кои што ќе ги забодете во компирчето ќе представуваат поцките, драги другарчиња, на Ешко. Очињата и устото можете или да ги нацртате, или пак да ги залепите од пластични окца. Исто така, како и секогаш, и сега ви предложувам два шаблона. Едното е зајче, едното е Ешко, значи зајчето Бани и ежето Ешко. Да ги избоите со оној материјал кој што го имате во вашите домови. Ви благодарам на вниманието, драги другарчиња, и довидување до следното видување. Се надевам што побрзо во нашите прекрасни занимални. Бакнежи!